ги спомена во најавата средбите со Орбан, Пленковиќ и Јанша во насока на поддршка и барање поддршка од страна на ВМРО ДПМН од европските партнери за македонскиот евроинтегративен пат. За тој период додека вие бевте во турнеја во неколку држави, овдека ни се случија неколку процеси, прецелно и кој го споменав со пописот, протуркан со европско знаменце во собранието, но ќе се навратиме на таа тема. Одиме прво со поентите од посетата во Унгарија, Словенија и Хрватска. Која беше целта и зошто се решивте на ваква мини турнеја во овие држави? Па оваа дипломатска офанзива, би рекол, на ВМРО ДПМН ќе трае и во периодот кој што следува. Еве започнавме со Унгарија, Словенија и Хрватска. Она кој што можам да го кажам е дека Македонија, македонскиот народ, граѓаните во Македонија имаат пријатели. Имаат пријатели и во премиерот на Унгарија, господинот Виктор Орбан, и во премиерот на Словенија, господинот Јанес Јаншо, и во премиерот на Хрватска, господинот Андреј Пленковиќ. Можам да кажам дека станува збор за исклучително силни пријатели на Македонија, тројца премиери на земји членки на Европска унија, кои што седат на таа маса каде што се одлучува иднината на Македонија во смисла на тоа дали и како ќе почнат преговорите за пристапување на нашата држава кон полноправно членство во рамките на Европската унија. Така што заедно со нашите пријатели, би рекол, ги отворивме сите оние актуелни теми кои што не се само актуелни во Македонија, туку се актуелни и во тие држави каде што бев, како што е Унгарија, Словенија и Хрватска. Најголем фокус беше економијата, понатаму здравствената состојба, политиката во Македонија, политичката актуелна ситуација, нормално неминовна, неизбежна тема беше и проблемот кој што го имаме со нашиот источен сосед поради променливите, би рекол, погрешни политики на актуелната влада. Така што, навистина успешна посета од која што можам да заклучам дека Македонија, македонскиот народ и граѓаните имаат силна поддршка и големи пријатели во овие три имиња кои што ги споменав. И имаме ли поддршката од овие земји, од овие тројца премиери на нашиот евроинтегративен пат? Дали и тие сметаат дека само Бугарија е реалниот проблем за тоа што сме позиционирани таму каде што сме позиционирани, или пак сметаат дека имаме и незавршени домашни задачи? Неодамна пред неколку дена имавме порака овде за пример од холандскиот амбасадор кој што вели не е само Бугарија проблем, решете си и корупцијата, системски проблем кој што ни трае 30 години наназад во Македонија. Дали и каква представа имаат овие лидери? Најпрво ќе ми дозволите да истакнам еден факт. Изминативе 30 години јас не сум бил сведок опозицијска партија во Македонија вака да се бори за државата и интересите кои што нормално треба да ги штити и државните, но и националните интереси, како што тоа го прави ВМРО ДПМН. Можеби нескромно, но морам да кажам дека ваков случај во изминативе 30 години немало. Напротив, имало во минатото опозицијска партија која што на едно многу пониско, попримитивно ниво се обидуваше да ја кодоши сопствената држава и да ги загрозува интересите на сопствената држава за пуста пара и за пуста власт. Но тоа што денеска го прави ВМРО ДПМН е сосема спротивно од тоа што беше случај во минатото, го покажува својот државотворен капацитет, државотворен карактер, се разбира, и на прво место ги става интересите на државата и интересите на граѓаните кои што живеат во Македонија. Така што јас од тука би почнал. Понатаму да се вратам на вашето прашање, се разбира дека поддршката ја имаме и таа е недвосмислена, јасно, гласно кажана и не само од премиерите, туку и од тие кои што се надлежни да ги водат Министерствата за надворешни работи, како што тоа е во Хрватска, како што тоа е во Унгарија, каде што имавме состанок и со министрите за надворешни работи, но и соодветните, би рекол, председатели на комисиите во рамките на парламентите во овие три држави, кои што јасно и недвосмислено ја кажуваат својата поддршка, се наши големи пријатели, ќе продолжат нормално да ја поддржуваат Македонија во насока на отпочнување на преговори за полноправно членство. Но исто така, морам да кажам што е заеднички именител од овие состаноци е дека не само што тоа го каже тука и холандскиот амбасадор, туку и овие тројца високи представници на владите во Унгарија, во Словенија и во Хрватска го потенцираат. Тоа е дека на таа маса каде што се разговара не е само за жал проблемот со Бугарија, туку и високата корупција, но и оние проблематични закони кои што се туркаат во рамките на парламентот на сила, би рекол брутално, дивјачки, се злоупотребува европското знаменце, скратената процедура, но и оние закони за кои што еве Зоран Заев јавно зборуваше дека ќе отварал дебата
и така натаму и така натаму. Така што не е само проблемот за жал со нашиот источен сосед, тука се и оние проблеми за кои што треба ние внатрешно сериозно да се посветиме, а тоа се итни реформи во обвинителството и судството и ослободување на обвинителството и судството од партиските стеги и партизацијата. Јас знам дека сега ќе се јави оној Маричич или Заев и ќе рече дека они го ослободиле и судството и обвинителството, сосема спротивна е реалноста и впечатокот на граѓаните, и тоа го кажуваат нашите пријатели. Тие немаат причина зошто да интервенираат во нашите внатрешни меѓупартиски, би рекол, обвинувања. Тука едноставно реално ја гледаат ситуацијата и реално зборуваат за моменталната ситуација. Не е само прашањето со Бугарија, за жал има и такви земји членки во Европската унија кои што се погласно зборуваат за отсуството на реформи, невладењето на правото, пред се мислам отсуството на реформи на судскиот и обвинителскиот систем во држава, злоупотребата, партизацијата на истите, сето она кое што било ветувано таму ништо не било испорачено, така што незадоволството е огромно. Тоа се таложи, така што не би рекол дека само проблемот со нашиот источен сосед е во фокусот, туку има и други проблеми кои што се исто така дел од прашањето, да речем. Тема на разговорите ваши во овие три земји беше и коронавирусот и процесот на вакцинација кој што се одвива низ светот. Каде се овие три држави во кои што бевте на мини-турнеја во тој процес, колку се тие подготвени, каде е Македонија? Имавме ситуација во Македонија и изминативе денови кога и донирани вакцини не можевме да ги преземеме поради тоа што вакцината, како што рече српската премиерка, не била евидентирана во Македонија. Генерално чувството кај тројцата со кои што разговаравме по ова прашање е дека ковакс системот доцни. И дека и таму се случува доцнење и на времено немаме обезбедени количини на вакцини кои што понатаму би биле практично пуштени во оптек за да можат оние граѓани кои што сакаат да се вакцинираат. Но суштината е дека сите тројца премиери се борат да обезбедат опција за граѓаните. Оние кои што сакаат да се вакцинираат, но оние кои што не сакаат да се вакцинираат, не сакаат, но сепак имаат можност тоа да го сторат. Од разговорите со тројцата премиери заклучив дека кај ни вакцинирањето е започнато уште пред Нова година. Тоа е во определен процент, но и едниот и другиот и третиот не се задоволни од динамиката на вакцинација и се борат сега да обезбедат и алтернативен извор на вакцини покрај оние кои што ќе биде дел од ковакс системот. Но за жал кај нас, како што можеме и јавноста да слушне од владата, првите вакцини би требало да стигнат некаде таму крајот на втори месец, односно февруари месец, а оние вакцини кои што требаше да ги добиеме како донација од нашиот северен сосед, гледаме дека ниту имаме протокол, ниту имаме план како истите да ги третираме, а потоа да ги применеме или да ги аплицираме. Така што за разлика од Унгарија, Словенија и Хрватска, македонските граѓани, оние кои што сакаат да се вакцинираат, немаат таква можност и немаат таква опција. Тоа се должи на неподготвеноста, би рекол неспособноста на владата. Фини со ние пресконференции, фини со ние смирувачки тонови кои што ги слушаме веќе една година, но тоа чинат животи, тоа чинат трагедии семејни и за жал ние сме на дното во Европа. И уште едно прашање за тема која што исто така многу актуелна деновива. Вчера во собранието со 62 гласа за, но без консензус, беше изгласан законот за попис, во собранието изгласан со европско знаменце. Може ли најавивте собирање на 10.000 потписи за поништување на законот за попис? Дали ова ќе биде чекорот кон кој што ќе се насочи ВМРО-ДПМН, што доколку овој закон не се поништи, нели има разни шпекулации и за бојкот на пописот, кои ќе бидат позициите на ВМРО-ДПМН? Најпрво сакам да кажам дека опозицијата во рамките на парламентарната дебата поднесе повеќе од 30 амандмани, ниту еден не беше прифатен. Ако сакаше владата да има инклузивен процес и да биде вклучена опозицијата, која што практично ја предводи ВМРО-ДПМН, тогаш тој ќе го стореше. Очигледно дека сакаше на насилен начин, со злоупотреба на европското знаменце, да го истурка овој процес на попишување на населението. А зошто тоа го правеше? Ние имаме само основано сомневање, но деновите кои што следат ќе треба самата влада да излезе во јавноста со став како тоа планира да го спроведе, бидејќи и време нема за да се спроведе кредибилен попис кој што треба да биде завршен во април месец оваа година. Понатаму предложивме како ВМРО-ДПМН да бидат аплицирани терминали за
кои што би понатаму читувале оттисоци на прсти, нешто што треба за 6 месеци потоа да биде применето за време на локалните избори, и тоа беше одбиено од страна на парламентарното мнозинство, иако преку тие канали на комуникација кажав дека имаат нашата недвосмислена поддршка да ги набават тие терминали, со тоа што на тој начин граѓаните би биле, би рекол, повеќе сигурни, би имало повеќе доверба дека вистински е ова статистичка операција на населението кое што е тука, односно присутно резидентно население. Гледав таму како Зоран Заев преку негов слуга во Заводот за статистика зборува, па вели не било тоа за сите граѓани еднаков третман, бидејќи имало граѓани кои што се уште не го депонирале својот потпис во МВР. Да, точно има и такви граѓани, но затоа пак има извод од матичната книга на родените, кои што можат да го приложат кога ќе дојдат попишувачите, и на тој начин ќе се зголеми довербата, ќе се зголеми, би рекол, учеството на сите политички и општествени чинители во оваа операција. И конечно на крај, ние силно се спротивставувавме ако ова навистина статистичка операција, тогаш зошто сметачка машина не ги вкрсти базите на податоци и со едно притискање на Ентер да излезат резултатите, туку мора да има двоен подпис, за да знаат граѓаните што значи двоен подпис. Тоа значи подписот на овој слуга на Заев, преку кој што Зоран Заев зборува во јавноста, директор, и заменикот кој што е практично номинација на ДУИ. Зошто е потребен тогаш двоен подпис? Ако навистина сакаме да имаме статистичка операција, тогаш можам да заклучам дека ова операција е се само не е статистичка, туку е политичка, и практично процентите веќе некој ги знае, а овој двоен подпис е само за секој случај да бидеме сигурни дека тоа што сме го договорили, сме го подале рака како коалициони партнери, дека така ќе биде, а доколку некој измрда од овој договор, тогаш тука е двојниот подпис и нема тоа да го признаваме, и тоа впрочем го артикулираат високи представници на Демократската унија за интеграција, како што е Арбер Адеми, кој што вели ако не бидеме ние над 20% како албанска етничка заедница, тогаш ние нема овој попис да го признаеме. Со самото по себе вели дека не е статистичка, туку е чисто политичка операција. Тоа не им треба на граѓаните, не им треба дополнителни национализми, враќање во минатото, туку ни треба нас иднина. Иднината можеше да се обезбеди само со статистичка операција, доколку беше прифатено барем неколку од тие амандмани кои што ВМРО ДПМН ги поднесе во рамките на парламентарната дебата, или пак овие, би рекол, терминали кои што ќе го отчитаа оттисокот на прст на резидентното население, кое што е тука, и на тој начин ќе ја планиравме и економијата во иднина, ќе ја планиравме, би рекол, и развојот на образованието, земјоделието, социјалата и така натаму, сега да не должам. Рековте за абстинирање од попис, секој граѓанин има право на избор, и тие кои што ќе одлучат да абстинираат, и тие кои што ќе одлучат нормално да го отворат својот дом и да ги поканат натре попишувачите кои што ќе дојдат пред нивната врата. Тоа е избор на граѓаните, но она што е симптоматично е кога го слушаме министерот за здравство, кој што вели дека било безбедно во екот на пандемијата да се случи оваа операција, и покрај тоа што Обединетите нации имаат препорака и велат дека не е безбедно во рамките на пандемијата да се случува пописна операција, и дел од земјите, како што е да речеме на Германија, веќе ги одложија овие пописни операции, па ќе не убедуваат заедно со министерот за внатрешни работи дека не треба повеќе од 4 мина да се собираме дома. Еве, ние сме четворица во семејството, како ќе ги примиме овие кои што ќе дојдат на врата, па ќе бидеме 6 мина или 5 мина внатре, да чекаме веднаш потоа да дојде Марица, сите да не испоапси затоа што сме повеќе од дозволеното кој што е пропишано со протоколите. Апсолутно немаат никаков план, нити имаат стратегија, на сила го буткаат, покажуваат некакви мускули, без потреба, од статистичка ја направија политичка операција. Дали ќе отворат граѓаните вратата или нема да ја отворат, буквално според мене е сеедно. Зошто е сеедно? Затоа што процентите очигледно дека некој веќе ги договорил, а двојниот подпис е само да се обезбеди сигурност дека тоа што е договорено ќе биде и во јавноста соопштено. ВМРО ДПМН чека овој закон да излезе во службен весник, апелираме до Стео Пендаровски да не го потпише, но не очекуваме да не го потпише. Тој е уште еден слуга на Зоран Заев, најверојатно тоа ќе го потпише, ќе излезе тоа во службен весник. Откако ќе излезе, ќе имаме правна основа да отпочнеме процедура. Најпрво пратеничката група ќе ги депонира своите подписи, ги повикуваме и другите политички субјекти кои што се дел од парламентот, а кои што ценат дека ова не е статистичка, туку политичка операција, да застанат позади таа иницијатива, но нема да ја депонираме до председателот на собрание, туку
преку подрачните единици на Министерството за правда ќе отпочнеме операција на собирање на потписи на граѓани, со кои што очекуваме масовна поддршка и со кои што очекуваме да биде засилена оваа иницијатива на пратениците. Истата ќе биде доставена до председателот на парламентот, а потоа на некој од седниците да се отвори дебата и да се гласа законот со кој што се предвидува укинување на законот за попис, кој што беше донесен насилно и со злоупотреба на европското знамеце.